Во следниве неколку минути ќе погледнеме едно видео кое што во суштина ќе ни ја најави темата за разговорот. Станува збор за минути пред несреќа. Се разбира, за тоа ќе зборуваме во следниве неколку минути. Невнимание, непочитување на процедурите и прописите, замор, мобинг, преголема самоувереност, отсуство на обука. Ова се само дел од причините зошто се случуваат повреди на работното место. Минатата година, според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, во Македонија се случиле 158 несреќи при работа, од кои 24 случаи со фатални последици. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата година во Македонија се случиле 1111 повреди и 2 фатални случаи. Во 5 од случаите станувало збор за жени. Шивачката била вработена прво на работното место шивачка на машина, а потоа била распоредена на машина дрикерка, која служела за ставање копчиња на облеката. Машината на која работела била произведена во 1982 година. Дента била на работа во прва смена, а работното време траело од 7 до 15 часот. По устна наредба на управителот, таа требало да продолжи со работа и по 15 часот, бидејќи се работело за извоз на стока и било потребно да се заврши работата. Во 17 часот требаше да одам на родителска средба. Отидов. Во 18:45 минути пак се вратив и продолжив со работа. Во еден момент, во 20:45 минути, поради невнимание и заморност, направив грешка во фазата, кога со средниот прст од десната рака го поставував дрикерот. Во тој миг, со ногата притиснав на папучата, со што го покренав горниот дел од алатот надолу и со тоа ми беше пресечен прстот, средниот прст од десната рака. Ме фати паника. А ги фати паника и сите жени што работеа околу мене. Станува збор за очигледен пример на замор. Да, и не само тоа. Критичниот ден. Жената немала никаков одмор, ниту пак собственикот и обезбедил дневен оброк за тој ден. Управителот не и составил и не и дал изјава за безбедност при работа, за која што имал обврска со закон за заштита при работа. Исто така, не и дал заштитни средства, иако тоа можел да го направи, и дал устен налог да продолжи со работа до завршувањето на процесот со поставување на дрикери на претходно изработените текстилни производи за да стасаат за извоз. Потоа ме однесоа во болница во Охрид и ми дадоа прва помош. Од извршените вештачиња беа утврдени интензитетот и време траењето на физичката болка, на претрпениот страв, на душевната болка поради намаленоста на физичката активност и награденоста. Секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници, што представува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. Околу 1,7 милиони од овие смртни случаи се поради професионални болести и околу 350.000 поради повреди на работа. Во Европската Унија на секој 3,5 минути умира по еден работник поради причини што се поврзани токму со работата. Денес воопшто не би се двоумела да одбијам двосменско работење. Но не можам времето да го вратам назад.
Минути пред несреќа проект имплементиран од ТОХО. На оваа тема разговарам со моите гостинки Андријана Зафировска од Македонското здружение за заштита при работа и Билјана Петреска Малинова од ТОХО. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонската радио телевизија. Добро утро. Ќе му објасниме ли на гледачите зашто точно станува збор? Проектот вклучува уште 4 видеа кои што немаме време да ги представиме, меѓутоа наскоро јавноста ќе биде запознаена со истите. Така. Значи, проектот Минути пред несреќата, како што спомнав, содржи 4 видеа. За потребите на овој проект беше направен еден тим од новинари кои вршеа истражување на видовите и типовите на несреќи при работа во Република Македонија, но и во Европа. И врз основа на тие истражувања беа собрани податоци. Потоа беа направени интервјуа со луѓе на кои им се случиле несреќи при работа. И врз основа на тие интервјуа беа направени неколку сценарија. Според сценаријата се снима овие видеа, значи од цел тој куп сценарија, на крај избравме 4 и од тие 4 сценарија се направи овие 4 видеа. Андријана, Македонското здружение за заштита при работа имплементира регионален проект. Може ли да кажеме збор два околу активностите кои што ги имате реализирано? Токму така, Минути пред несреќа всушност во рамки, односно под грантова шема на Македонското здружение за заштита при работа, во рамки на регионален проект кој што има за цел подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации, државните институции и медиумите. Веќе неколку години го имплементираме како дел од Балканош мрежата, мрежа на граѓански организации од Балканот, кои што делуваат во областа на безбедноста и здравјето при работа. Она што е значајно и што би го потенцирала, што е она што направивме во изминатиот период, е тоа што навистина успеавме да допреме на некој начин и на медиумите, да не говориме само за оние несреќи при работа кои што секојдневно се случуваат и сме сведоци на тоа, туку да зборуваме за оној едукативен дел, повеќе би рекла. Во овие години навистина остваривме и кроз секторски состаноци, иницијални состаноци, студиска посета во Европската агенција за безбедност и здравје при работа. И она што навистина сме горди што во рамки на овој проект беа подготвени и национални студии во Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора и Косово. Веќе подготвена и регионална студија и стратегија, каде што ќе биде доправа, веројатно, ќе биде промовирана овој месец. Така што мислам дека сме единствени на Балканот кога станува збор за еден ваков документ кој што навистина ќе произлезат и успешни резултати. Така што постојано работиме на ова поле и токму УХО е една од граѓанските организации кои што беа вклучени во овој проект преку овие истражувачки стори да допреме до сите. И до работниците и до работодавачите. Како се случи соработката помеѓу УХО и Македонското здружение за заштита при работа? Па ние и претходно сме соработувале, значи не е ни ова прв заеднички проект. И веројатно поради предходното така, меѓутоа секако имаше и повик кој што беше транспарентно објавен. Има своја идеја која што беше детално разработена. Европската комисија всушност ја одобри нивната идеја, нивното искуство, нивната продукција, се говореше за својата позадина во нивното работење, така што успехот мислам дека беше загарантиран на некој начин. Ние секако, извинете ве прекинав, истражувачките стори беа нивна идеја, продукцијата нивна, меѓутоа секако ние соработувавме и во насоке во едној стручен дел кога станува збор. Да се подигне свеста за заштитата при работа во Македонија, можеби тоа е неголемата цел од овие видеа. Видовме уште едно видео кое што се разбира исто нема завршено среќно. Кога станува збор од вашето искуство, и вие како ОХО, и вие како Македонско здружение, ме интересира што се случува кај нас на работа, се имплементираат ли тие процедури за заштита при работа во било кој сектор кај нас и докаде е свеста кај вработените? И кај работодавачите се разбира. Така, да. Треба да бидат вклучени и двете страни, кај работниците и кај работодавачите. Ние и преку овие активности постојано се обидуваме да допреме кај двете страни.
Меѓутоа, на оно што сме сведоци и вие и сите, дека постојано се случуваат сепак несреќи кои што за жал завршуваат и со смртен исход. Конкретно, веќе го подготвуваме годишниот извештај за 2018 година, кој што ќе биде објавен на 28 април, Светскиот ден за безбедност и здраве при работа. И веќе забележуваме, за жал, дека смртните случаи добиваат еден зголемен пораст. Каде виновникот обично се прашува, меѓутоа, веројатно, кога ќе се случи несреќата, ја забележуваме на медиумите и некако тука веќе завршува се. Така што мислам дека треба да бидат вклучени сите страни, и државните институции, и ние како граѓански организации, и медиумите, и стручните лица кои што работат во оваа област, за да се подигне свеста. Затоа што кога ќе се загуби човечки живот, тоа не е загуба само за семејството, туку и за целото општество всушност. Тука се нели она човечкото страдање, трошоци кога станува збор за заболување, доколку и така натаму. Работниците се уште се плашат всушност да пријават дека им се случува некоја несреќа. Ќе бидат ли охрабрени, кој е вашиот став после овие видеа, тоа да го направат, да го сторат што е можно побрзо? Па ние се надеваме дека видеава ќе подигнат свеста, дека луѓето ќе видат какви видови несреќи се случуваат, како се случуваат, и самото име на проектот Минути пред несреќата ги покажува тие минути што можело да биде направено поинаку за да не дојде до несреќата. И само би се надополнила на Адријана, значи како што се сеќам според истражувањата, на 100.000 случаи имаше 13 смртни, на 100.000 работници, 13 смртни случаи. И таа стапка е се уште висока и се уште дава простор дека мора да се продолжи со работење на оваа тема, со подигање на свеста на луѓето. Овие видеа беа исто така промовирани на 4-та меѓународна конференција за регионална соработка која што одржавме во Косово, каде што сите бевме чинители од Балканот собрани на едно место, и тоа што јас што можев да забележам, ако може така да кажам, во публиката, навистина имаше реакции, можеби на почетокот дури и застрашувачки, и веројатно така може да се допре и до сите. За жал, несреќите се случуваат и заеднички треба да се превзема во однос на тоа. Така што ние имаме и кампањи кои што ги имплементираме во текот на целата година. Конкретно оваа година Европската агенција за безбедност и здраве при работа има друга кампања кога станува збор за управување со опасни материи. Меѓународната организација на труд се уште е во тек со кампања за како да се заштитат младите работници. Така што повредите, можеби, оние кои што се актуелни на медиумите, се не знам, можеби скршеница или пак го видовме случајот со шивачката. Меѓутоа, го забаравам и оној дел каде што, например, неергономско уредување на работното место може да донесе до мускулоскелетно заболување. Па потоа се чудиме од каде, зошто не боли вратот или пак грбот, а всушност дури работното место може да е значаен виновник за тоа. Стресот исто така е еден причинател, како можеби најголем за многобројни заболувања. Така. Овде некаде ќе го заокружиме разговорот, ми беше интересно да го споделиме ова, се разбира, и со нашата публика, со нашите гледачи. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма, ви посакувам многу успех. Што е следно кај вас? Дали продолжуваат овие видеа или ќе се чека можеби некое одредено време? Па овие ќе продолжат, ама ќе се надевам дека во иднина ќе работиме на други заеднички проекти. Би сакала овој разговор да го завршиме со една позитивна мисла. Ова е сафет, ние го нарекуваме од сефти. Всушност на овој начин сакаме да потикнеме и она позитивна мисла, затоа што токму со она превентивна култура всушност можеме да допреме и можеме да промениме состојбата. Така што ова нека стои во повелата. Супер, нека биде ова за кој е одговорен за твојата безбедност и сите прашања кои што треба да си ги знаеме, треба да си ги одговориме. Ви благодарам, девојки, уште една за гостувањето. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам и тебе за покана.